Добро утро, се наоѓаме во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Утрово разговарам со директорот Јовица Никчевски. Добро утро, какви сте утрово? Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Супер, одлично, ви благодарам. Се наоѓаме во еден прекрасен простор кој што вчера официјално се отвори. Ова е новата мултимедијална читална. Да, што се поседува и достапна е за сите оние кои што се вистински љубители на книгата. Апсолутно, да. Новата читалница, како што кажавте, мултимедијална, значи самиот збор мултимедија ни кажува многу за читалницата, не е стандардна читалница како што сме навикнати да гледаме по библиотеките. Во читалницата да можете да сретнете и да користите повеќе медиуми. Читалницата е на 400 метри квадратни, со над 70 кориснички места, удобни места за индивидуална и за групна работа, нешто што фалеше во библиотеката, групната работа, опремена е со најсовремени, модерни, последна генерација на компјутери. Во самата читалница имаме инсталирано бази на електронски податоци, односно имате над 250.000 онлайн електронски книги, потоа имаме над 6.000 периодични публикации со стручна и научна содржина, имаме дел од компјутерите се инсталиран специјален софтвер за да може да ги користат слепи и слабовидни лица. Целата читалница е достапна за лицата со попречености, така да се надеваме дека ќе победи интерес кај целиот, да кажам, кориснички дел на библиотеката, отворена е за сите корисници. За почеток ја планираме да функционира и да работи, да биде отворена во деновите од понеделник до петок, од 9 до 17 часот, а потоа сакаме малци да го зголемиме работното време. Во текот на вчерашниот ден се промовираше едицијата на фототипни изданија. Зашто станува збор? Така, станува збор за едицијата на фототипни изданија на Националната библиотека под наслов НУП за македонскиот јазик. Оваа година, бидејќи бележиме 80 години од кодификација на македонскиот јазик, си земавме за право да направиме еден избор на публикации кои што значат премногу, ќе си земам право да кажам, за македонскиот јазик и македонскиот идентитет и не случајно се одбрани 5 публикации клучни токму за македонскиот јазик. Првата публикација, најстарата публикација која што направивме фототипно издание е тријазичниот речник на Пулевски, односно речникот на 3 језика, кој што оваа година слави јубилеј, бидејќи испечатен во 1875 година и представува еден од првите обиди за кодификација на македонскиот јазик. Потоа втората публикација ни е за македонските работи од Крсте Петков Мисирков, испечатена во 1903 година, веднаш по Илинденското востание, клучна исто публикација која што дава добар осврт за македонскиот литературен јазик и за асимилаторската политика во тие времења на соседните држави. Исто вчера ни беше неслучајно одбран денот, сега ќе се надоврзам на публикацијата, бидејќи вчера беше и роден денот на Крсте Петков Мисирков, така да ни се погоди во тој момент. Трета публикација ни е една клучна публикација исто за македонскиот јазик, односно познатиот абецедар, испечатен во 1925 година во Атина, составен од комисија од грчката влада. Направен е абецедарот по барање на Друштвото на народите за децата од Егејска Македонија, за македонците од Егејска Македонија. Исто и тој оваа година слави јубилеј од 100 години. Следната книга која што е издадена фототипно е Букварот со читанка, која што исто слави јубилеј 80 години оваа година, испечатена во 1945 година. Таа е книга која што описмени многу генерации кај нас во современа и поздвоена Македонија. И последната книга која што издадовме фототипно, дел од едицијата НУП за македонскиот јазик, е Македонската граматика, која што била веќе подготвена во септември 1945, испечатена и излезена во печат во јануари 1946 од Круме Кепески. Исто клучна публикација за македонскиот јазик која одигра голема улога во стандардизација на македонскиот јазик, во изучување на веќе современиот кодифициран македонски јазик. Споменавте ви јазикот е нашиот идентитет и навистина треба да си го почитуваме и да го чуваме нашиот македонски јазик. Библиотеката е домот на книгата. Последниот период навистина гледаме нов современ лик. Се надевам дека и во наредниот период ќе се продолжи со истиот интензитет, затоа што навистина овој дом заслужува да биде убаво место за сите кои што сакаат да го посетат. Така, апсолутно. Значи оваа година дадовме примат, да кажам, на новата зграда на библиотеката, иако во старата зграда имаме големи зафати, веќе знаете, се реновира кровот таму и за неколку 2-3 дена веќе завршуваме со тоа. Така да следнава 2026 ќе ги насочиме силите и во старата зграда, да добиеме модерни читалници таму, значи модерни читалници
традиционални модерни читалници какви што доликуваат на една национална библиотека, светска библиотека. Мора да го споменеме и надворешниот дел, затоа што одамна не беше така среден како што е сега. Да. Надворешниот дел, знаете и самите, бевме мета на многу критики, иако не по наша вина, бидејќи надворешниот дел, односно паркот околу библиотеката е во надлежност на одржување на градот Скопје. Меѓутоа, ние имавме една работна акција, бидејќи веќе низ досади да го гледаме тоа што се случуваше кај нас во изминатиот период. Спроведовме една работна акција, се заблагодарувам на колективот кој што несебично излегува во пресред, сработевме, исчистивме паркот. И еве веќе со новото раководство можам да кажам дека видливи се надвор измените, паркот е веќе среден, уреден, се надевам дека ќе го уредиме многу помодерно. Имаме ветување од градоначалникот за комплетно уредување на урбаната опрема, клупи, канделабри и се надевам дека тоа ќе функционира како што доликува за ваква институција, не да гледаме лоша слика пред Национална библиотека. Како што доликува, како што споменавте, во пресред на празникот Свети Климент Охридски, дали на кој начин ќе се одбележи? Верувам дека веќе се планира како да се одбележи. Да. Значи ние како библиотека имаме постојано настани, меѓутоа во овој период ни се погодија некако на брзина 3 клучни настани, отварањето на оваа читалница и роденденот на Мисирков, со промоција на фототипните изданија на таа едиција. Потоа имаме следен настан за брзо време, односно настан кој што ќе го обележиме со подготовка и отварање на една изложба, тоа е 23 ноември. Тоа е денот кога Шоп Трајанов е именуван за прв директор на Националната библиотека, во тоа време народната, 1944 со одлука на АСНОМ. Лани бележевме јубилеј од 80 години, оваа година ние 81 година од именување на Шоп Трајанов во Слободна Македонија. Морам да напоменам дека библиотеката постоела многу претходно, пред 44 година како Народна библиотека, и тоа ќе ни биде настан кој што ќе го бележиме на 21 сега ноември. И потоа ни следува нашиот патронен празник, нормално 8 декември, Свети Климент, кој што традиционално ќе го обележиме со еден пригоден настан, бидејќи тогаш доделуваме и јубилејни награди за нашите вработени, избираме библиотека на годината со Библиотекарското здружение на Македонија. Еве, ве поканувам доколку сте во можност, ќе ви пратиме официјално покана да присуствувате на таа. Да, убави настани до крајот на годината. Ви благодарам многу на одвоеното време. Ви благодарам и на вас за интересот.